ме дискриминираат и не ме прифаќаат заради мојата животна вистина. Сега ќе патат. Ние асексуалците не сакаме секс, тоа е за нас примитивно и ние се собираме во круг, сите справиме духовни работи, а сексот е примитивен, тоа не е за нас. А ти, што го зборуваш ова, ти треба да те застрела, треба да те стават на клада, да гориш, бидејќи ти заслужуваш да гориш. Тоа е надвор од нивниот шаблон, автоматски пише тебе треба да те кастрире, тебе треба да те запали на клада, тебе треба да те убие наместо ти теквит. Па брате, ако си ти заштитник на животните, ако си ти заштитник на луѓето, па еве ми мене животно бе. А? Како лесбејка и заштитник на женските права, јас се слагам дека овој човек треба да го убијат. Завршуваат со првиот нивни партнер што ќе осретнат во животот, разбираш, и цел живот имаат секс во мисионерска поза, тие ми се најаките. Разбираш, деме како овој сега, ние сме заштитници на жениве, а како овој, деме ги врега жениве. Како бе ги врегаме? Ја види кај си во реалност, бе, ојди во реалност, влези во реалност, во реалниот свет, поинако маре спенкинг, маре спенк. Некој што ќе одослушат видео од овдека, разбираш, одма ќе почне да коментира, ти си против педериве, ти си против лесбејкиве, ти си против асексуалциве, ти си против сите, разбираш, ти си демон. Море брат, ако си ти женско, си женско, ако си машко, си машко. Чи нема ти што да си среден род. Разбираш? И теквит. Ама јас и како таков те прифаќам. Разбираш? Значи јас бев директно на местово каде што луѓето одат за да кажат дека се различни. Јас ги прифаќам нив, разбираш, ги прифаќам и дури ги поддржавам. Добар парадерс. Тоа ли да не ги поддржуваш? Па како да не ги поддржуваме, пичкале? Кој го немат видеото гледано, нека го гледат на YouTube. И многу интересен моментот кога викам, ако јас бев различен, овде дека ќе напишам. Истото што го кажувам и овдека и секаде што го јадам говна, го кажувам и на часоите. Кај шо на децата ги учам ова? Какви што се? Значи дали ние сите се прифаќаме дека сме другари овде? Вие назад. Значи сите сме другари, така? Цело време се гледаме овдека, се сакаме, се љубиме и сме другари. Шо вика човеков? Ушето подолу му бил на некој скината, мајцата му била, некој се викал темелко, како и да бил, ние треба да се прифатиме сите. Не, издајците не ги прифаќаме, се извинувам. На кодошите, на предавниците не ги прифаќаме. Ето, златца мои, го потврдивте вие. Зашто јас вас ве накодошив. Тоест, кажав какви се вистина. Не може да ме прифатиш, зашто бате, со таа првата што си легнал, што ја ебиш цело време во мисионерска поза, таа бате немој тебе ти отклучи никакви тајни на твојов универзум, разбираш, ти цело време ќе си заклучен, цело време ќе си во тегуби, јас тука не можам да ти поможам, разбираш, и ти што не си се ебела, мене тоа не ми е ни гајле, разбираш, ти можеш да не се ебиш, можеш да не се ебиш, мене ништо не ми е гајле, ама брате, не можете мене да спенкинг, море, спенкинг. Можда вашата неинформираност доаѓа од таму што ги читате само насловите, исто така правите со книгите, значи ги читате само насловите на книгите, после тоа ви се криви луѓе што вистина дискутираат за работи што се битни и што се случиле, вие само знаете с наслов. Разбираш, исто како што ќе гледаш едно видео кај мене, разбираш, ти сега цел живот го знаеш дома, знаеш што јадам, јас знаеш што пијам, све знаеш за мене, разбираш, јас знам дека знаеш. Ама веќе која еш гомна, разбираш, види, информирај се друго што сум направил. Значи, кај беше ти како активистка или што ти ја знам како се кажеш, виж кај беше ти, јас која е гомна за ова. Ради тоа што била активистка и тоа што го промовирала нејзиното тело, разбираш, нејзиното тело што е само нејзино, и ти утре ќе напишеш коментар дека тоа е во ред и уште ќе го оправдаш, ај што ќе го оправдаш, ќе го поддржиш, убаво и направи. Како убаво и направи малумен еден. Пичка ли ти јавно објаве дека се жртви на тоа семејно насилство и дека тоа е реален проблем и дека тоа може да запре едино ако имаш јајца и ако си женско да објавиш на интернет и да објавиш во полиција да пријавиш. Јас ја бранем во цела Македонија едино, брат. Ама вие се оградвевте, не знаеш, вие немојте да се прифатите сами, пак
некој друг различен од вас ќе го прифаќате. Абе, немој бе брат, фейк сте многу, разбираш, фейк, разбираш, цел живот ви е фейк, тоа што го сакате немојте да го зете зашто е фейк. Се обрекам ваш жени, кои сте ја сватиле природата и кои сте сватиле дека ние и вие не сме еднакви. Вие сте кралици наши, вие сте божици наши. Вие сте нашиот мотив за нашето живење. Но ние не сме еднакви. Колку ние физички вас да ве малтретираме, вие нас ќе ни вратите 10 пати дупло психички. И шо? Да се жалиме седеме? Да ми готово се скараме, да крениме дзид, мажи, жени, разбираш? Не бе, брат. Туку, шо? Шо кажам аз цело време 2, 3 години, 4, 30 години, брате? Шо јадам говна цело време да се прифатиме? Да се прифатиме тие што сме првин, па да ги прифатиме сите остали околу нас, па потоа да пробаме да ги прифатиме и различните луѓе. И да, јас признавам, јас сум папучар, да, јас правам какво што ќе ми кажат, и ако ми речеш ти, како убавица, како кралица моја, како снег мој, како пувка моја, како злато моје, да те плюкнам, нема проблем.